го делиме нашиот став дека тој дел барем што се однесува до закон за медиуми, што е предложен во оваа форма, е потpuno непотребен, дека целата проблематика што е поставена да речеме, од Европската Унија, а тоа е усогласување со директивата за аудиовизуелни и медиумски услуги, можеше да се реши само со амандмани на постоечкиот закон за радиодифузија, 20 амандмани, без да се навлегува во еден ваков обид за целосно регулирање на работи за кои што би требало пред се да се остават на саморегулација во самата медиумска заедница, таму каде што таа смета дека постои потреба од таква саморегулација, или на индустријски договори во делот што се однесува на пазарното однесување на медиумите на пазарот. Она што е загрижувачко, се тие, ние сега правиме детално читање на законот, така со повеќе детали во еден од наредните денови, меѓутоа општиот впечаток е дека овој текст на законот, на двата закони, е навраќање на прва верзија од 8 април со мали козметички промени, што и тогаш ги оценивме како неприфатливи, и денес тој став не е променет. Најголем проблем е се прешироките овластувања и надлежности на таа предложена агенција, политичкото влијание врз неја, како што веќе спомна и Насер, и секако законот не обезбедува никаква јавност во низиното работење, туку само обврска да се консултира дел од стручната јавност, да речеме, во низината работа. Како што веќе реков, со повеќе и подетални забелешки за законот ќе излеземе многу скоро, кога ќе завршиме таа анализа.